Полагањето на проектните задачи и матурските испити стануваат отворен проблем за матурантите. Тие се крајно поделени околу можноста за пролонгирање на државната матура. Поради штрајкот на наставниците, само мал дел од училиштата организираа полагање на проектна задача. Значи, во Средното општинско училиште Методи Митевски близо Делчево, сите матуранти ја завршиле проектната задача. Во дел од училиштата пак, иако рокот за тоа помина уште на 21 април, оваа обврска се уште не е завршена. Поради ова, дел од матурантите бараат роковите да се продолжат, но дел се категорично против. Дел од матурантите кои сакаат да аплицираат на странските универзитети велат дека никако не би смеело да се пробијат роковите, бидејќи на голем дел од европските универзитети крајен рок за аплицирање е некаде до средината на јули. Оние што ќе студираат во Македонија пак потпишуваат петиција за одложување на државната матура. Задолжив две ученички од Сојузот, едната од Битола, другата од Скопје, да работат на собирање што повеќе предлози. Овој документ ќе го унифицираме и ќе го пуштиме до владата. Секако, сите детали ќе се договорат во текот на оваа недела. Вели Лука Павикевик, председател на Сојузот на средношколци. Од друга страна, група матуранти неизвестно од Сојузот веќе испратиле барање до Министерството за образование и наука за прологирање на роковите. Имаше расположение, меѓутоа чекаше да се отпочне со настава за да може да се пребројат колку денови се прекинати. Значи, она што би било фер и логички е да се продолжи полагањето на проектната задача за толку денови колку што траел штрајкот. Одлуката за тоа кога и како ќе се полага државната матура ја очекуваат околу 16.000 матуранти во државата. Од нив 10%, односно 1600 матуранти, се уште не бранеле проектна задача.